го примила такви драма, филмови се моја машка обврска. Немој да си тако, филм е твој, за нежна женска публика. Дали филмот има? Здраво бе, Даре, кај си? Конечно. Конечно се види. Кога не сум те видел. После да. 3 дена. Фала ти многу што си гостин тука кај нас у Hitmaker. И имаме ретка можност и задоволство еве човекот кој што е секогаш позади милион проекти, конечно да го видиме. Уште си истиот од пред 100 години, Исто така. млад, коса. Исто. Е, Фала на поканата, па да дојдам. плачеш за спотови со slow motion. Ти ми направиш? Ке ти направи? Да, направиш или? Даре, ја тебе сум те видел на еден наступ, прв пут, у живот, и одма те приметив дека си нешто различен од останатите гитаристи во Македонија, кои што сите беа некако насочени хард рок гитаристи. Настапувавте пред дом на градежници на влез врз влезот. Првиот настап, најпрвиот. Првиот настап и да. ја проаѓам случајно, Не викам се што се верува. дешава тука и застанав ви слушав скроз. Стварно? Леле, не го Беше знам ово. ти, Окац, Хистер Да, и пееше Јани. Да. Давор свиреше. Сезар и... Да, Орсац, Да. да. На таа оргулјата двоспратна. Да. Така. Моја памтам таа, пошто со Давор свиревме у првиот мој бенд у кој што влегов така да малце да повежбам со нив, Талични Том. Аха. Тамо беше и Со Давор Јапан. и Гоце Стевковски. Со Јапанот, Јапан. кој што после беше ваш пеач. Се е поврзано. Па ја Кажи ми- на гости. Шо беше проблемот со Октавијан да се укотви со еден пеач? Нели, Јани, Јапан, Џијан. Емин Џијан, Да, Брейк, брек. изле толку. Па достави се. Тоа се само пејачи, па се бубњари. Пирин. Да, Мишко, Мишко. Гоце, Хистер, па после сезеристи, Тони, Кузмановски, Давор, Да, тоа ни со Влад- емуто, првото Владче, ему у да. Македонија. Емуто, да. Па те тројка, Корка. Да. И шо? Не знам, ја и Ока само музичар ќе останавме. смениш некој член од бенд, нема да приметиш толку, ама пеачот е фронтмен. Па што знам што се деси. Ете и... Не знам, ја и Ока најизгледа професионалци бевме тој момент, најзагризани за Да, вие ги Октавијани, водевте за работа. песните и се малце некој ако измрдаше, не иде на проби, каснел, бркај го прај го, ќе го бркаш 2-3 недели, след третата ќе го избркаш. Ќе си најдеш нов. Добре, Некој шо така врски беше. имавте у тоа македонска радиотелевизија? Значи, никој не познававме најголемите врски ги. Е, Значи, закажавме термин за песна, немавме песна. Не внесоа кај Коки, Димушевски, шо кај ти Брацо, значи коса, еј? па и немав толку за толку врски. И... Значи, на муабет беше се. Сакаме да снимаме, имате ли песни? Имам. Тогаш бара и текстови од штампани, и демо снимка. Ај направи една паралела, бидејќи си човек кој што ете снимал во македонска радиотелевизија студија, па после од други студија, али сте снимале као бенд. Да. Паралела на влагање во едно такво студио, еден таков однос кон студиото, кон песната која снимаш, со сите оние милиарда проекти кои што не ги ни знаеш луѓето, не ги ни гледаш затоа што преку имејл праќаш веројатно гитари, свириш на милиарда ствари. Да, па и свириш и пред да снима пејачот, ти уствари не знаеш за кој снимаш. Така, да. Дур се прави аранжманот, снимаат гитари. Понекогаш и му свириш. правиш, свесно му правиш банки за семплови и на одреден Па и на кој што аранжман му правам. даваш на некој автор, нели? Дај оваква гитара, Да. дај онаква, ај ова да снимим, ај ова и аранжманот е готов. Така, да. Тоа не се за не мислам кој го доживеал го знае, не можат младиве генерации вајде да го доживеат тука затоа што е посебно искуство, посебно чувство, посебен мирис кој ќе влезеш во М2. И кога
баш како си 16 годишен, тоа ти изгледа, и сега би изгледал, вау, толкава миксета, снимаш на лентаж, нема на снимување, вежбаш до безвез, ја не ни знаев дека може да снимам втора гитара. Кој ќе доеше соло, застанувам со ритм, кликам драйв и свирам соло и тој Така. тие тактови нема ритам гитара. Ме снемув. Па после дознавме дека може и втор вокал, можело и пратечки, иначе све од прва како на проба што сме снимали. Ушо ме чудиш, Марангел. Поише канали може. После ќе ти разбереш. И тоа е тоа профи чувство кое што сме го гледале, кое што сме го слушале, за кое што сме читале тогаш, немаше интернет, што ни раскажувале повозрастните и сега кој ќе го доживееш е единствено кој што ќе го памтиш цел живот. Сега секој снима дома и не го сваќа студиото како студио, туку палење компјутер и звучна карта и да се уштекаш. А тоа е макнење опрема, па чекаш, па имаш 4 сати и од тие 4 сати дур се уште има све дур те наместо дур те озвучат. Даре, од Октавијан, па е нон-стоп, каде што имаш направено стварно песни што ќе останат за сите времиња, до толку песни и аранжмани што си работел, нели, и за Дани, за Владко Илиевски, за За сите. и така натака, па и за некои луѓе што не се од Македонија. Од почетокот до, пошто те знам цел живот, целата твоја кариера, обично ние, знаеш, ќе научиме нешто као гитаристи и тоа знаење го влечкаме со себе цел свој животен век. Ке тебе, Даре, значи, од еден интересен, фанки гитариста, значи, дојде до едно ниво универзумски гитариста, каде што тотално, знаеш, мислам дека кога работевте со Давориус, дека имавте кренати рампи, без скочници и составот, нели, со Џоле Максимовски, Да. со Давор Јордановски. Значи, тоа што го правевте, стварно беше на едно друго ниво. Друго ниво кое што инспирира, знаеш, сите ваши и пријатели, и што не ве познаваат и така натака. Вежбаш нонстоп? Не, часовите ме држат у кондиција. Ете, тоа сакам да чуам. Да те Значи, наведам на тоа, Секој ден дека си човек сум со кој што е, гитара. можеби, најпознатиот гитар гуру и не случајно се свирил и Банес, као Џо Сатријани, прва гитара. за да оставиш позади себе, као Џо Сатријани што оставил многу јаки гитаристи. Значи, за мене е едни од врвните гитаристи у Македонија, у помладиве нели генерации. Симон од Да, Pluto's Doubts и од South Park Горијан. Они се продукт од твојата школа. Да, беа четврто, пето деление кога дојдоа. Не знаеа ништо да свират. Почетници. Дури Sweet Child кој ми одсвирав беа ле, зар ние ќе освириме ова. И сега прерасна у врвни гитарчи. Да, тоа се исто, значи, гитаристи кои што размислуваат аранжмански. Едноставно, кој ќе, пример, Симон, кој ќе почне да свири, ти не знаеш што се ќе уклучи и што све ќе направи во песната, нели? Звучи, они лајф е као у студио. Супер. Така да, многу квалитетен, уште некој има ли што вака не ми текнува? Има Лука од Feng Shui. Добро, друг? Може и ја. Ке сум научил нешто Тебе те поише. знам со врски ќе биде. Даре, свака Супер. част, Фала. свака част. Тоа го сакам, тоа го правам цел ден. Цел ден ми е гитара, тебе сега 3 месеци сум на распус, 3 месеци не сум фатил гитара. Односно што снимам само. И едва чекам да се вратам и тоа ме одржува во кондиција. Така. А со Бенио какви односи сте? Со? Не сум те прашал никад, С човече. кој? 100 години се знаем. Со Бенио какви односи Е, сте? син му Бен, најболи гитарист. 10 години има, свири се. Он ми е ученик. 10 години има, значи уште 7 кога имаше кога Абе, почна. кафе нема ми испина со него, комшија ми узграда, еве се гледа зграда во него. Ет, ајде да му мафнем. Поздрав Бен. Ама Бенчо е шампион. Значи така турски марш го свири вака наопачки. Шо збор? Свршена со завртена гитара наопачки, со звер. Тој ќе биде Топ. шампион. Даре, фала ти за се што си направил во животов.
за се што значиш као гитариста, као аранжер и за многу артисти кои што си ги поддржал и си ги донел на едно друго ниво, ги спомнавме кои се. И само да тераш, брат, и да ни доеш пак, фала ти што дојде, Фала, принц. и да ме викнеш некад во некоја песна. Ќе направам емисија, ќе те викнам. Гости да ме видиш. Фала ти на Значи тебе ти што допушти да го имам задоволството да бидеш у мој бенд. Да, Тоа беше наш бенд. Убав период. Да, Барбарела. Многу свирење, многу вежбање, многу научив и тогаш од тебе. И што научи од мене, жив ти очи. Дека треба појачало да си купам, Да. дали Е, акорди кои што треба со две раце да ги свирам, а не знам како да ти ги долго фатам. идеше за тоа проклето појачало. Како го да го фатам пробаш. тој акорд? Ама топ ти е појачало. А ми фали уште еден прст. Топ појачало зема Супер. стварно светско. Да го поздравиме и Зограф. Јован. Да. Да, Зограф. Треба тука некој Зографче да ставиме за гостива. како Дружбите свириме. у Франкфурт со тебе и целото познање од исто од кога ме знаеш и ја те знам. Сите текстови што ми ги напиша на еден куп мои песни. Да. Абе ние сме работеле, човече, заедно. И треба вака човек да седне да му Е. текне. Црни дупки, човече. Леле. Фала ти, Супер. Даре, што дојде и да се видиме за убави работи, само да се гледаме и да свириме што Да. поише. Така е. Фала на тебе за поканата, фала што имаш ваква емисија у денешно време кај што нема ништо за македонската музика и што ги поддржуваш и младите бендови и нас посредните, не постарите. И да продолжиш, знам дека е тешко, ама ќе издржиш ти. Таков си. Такви сме. Да, ќе биде. А сега ги следиме нашите Пеперминт со една ептен шизичка нумера. Каде бака сама? Каде вака, сама си тргнала и баш сега ли најдов да те сретнам? Дали ти се расипа колата, нема никој жив околу нас? Реков ајде да ти помогнам, другару тво, неволја се познава, имам вода флаширана, имаш коса исфенирана. Каде вака сама во пижама, 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 каде вака. Пред цели 28 години Маја Панчева ја испеа песната Сакај ме ти. А овај пат добива една нова свежина и нова боја и глас. Тоа е Еми. Уживајте! Сакај ме ти, ке горат облаци. Љуби ме ти, ке зборат весени постели. Чувај ме ти, ко море бисери. Сакај ме ти, ке танцуваме на дождови. Define love. Сакај ме ти, ке горат облаци. Љуби ме ти, ке зборат весени постели. Чувај ме ти, ко море бисери. Сакај ме ти, ке танцуваме на дождови. После 25 години Фројд е повторно жив во изведба на Кали. Кој си ти, од каде ли се појави?
твој е смртно возбудлива. Фройд е жив, а ти си неодолив. Не си многу зборлив, ама лесно разбирлива. Фройд е жив. Фала ти многу. И успеваш во тоа многу добро, да го избалансираш. Сега ќе ја слушниме Елф со песната Од дно до врв. Безпрекорни господа, кои од калта пијат вода за гнила слобода. Очи гладни, полни стрв, со силна жеца крв, од дно до врв. Сега го слушаме Даниел Дан со една свежа, разиграна и динамична песна. Non-stop стрес. Исклучувам се, изолирам, допирам повторно до себе. Но утре исто ќе е, накривих капа и впушти се. Nas protivodi svet. Non-stop stres. Nas protivodi Ново име со кадифен глас. Дарко Андоновски со неговата авторска песна Не можам. Дарко, можеш? Повели. Не можам, а да не помислам на тебе. Овој кревет празен без тебе. Те мола мила, врати се. Не можам, јас да заборавам на тебе. И ноќи не спијам без тебе. Те мола мила, врати се крај мене.
Денес со нас во хитмейкер е Александра или Алекс. Кој беше процесот на креирање на песната? Па тоа треба Пајача да си го прашате. Пајача само одлучи дека јас најдобро би му ја прикажала неговата визија. Да. И успеа во тоа. Ете, ја слушаме Те чекам од Алекс. Те чекам, секој ден, секоја зора. Те чекам, мојата љубов ти ја збора. Градот спие мирно, сенките играат шах. Твојата облека ја гледа во секој празен ќош. Градот спие тивко е, празно е без нас. Во секој останац ти те чекам, пак да те видам. Сонувам твојот глас, дај ми знак кај да те најдам. Во секој издих на ветрот, чувам те носам. Те чекам. Фикшн, новата македонска сензација. Бенд кој што буквално си грми и си растура на своите настапи. Сега ќе ги слушнеме со една многу секси, синт-поп numera Лавиринт. Запомнете ги светлата дома и уживајте. Легендарните Никеа, кои повеќе од 25 години се стожер од сенка на македонскиот алтернативен бран, сега ги слушаме со Љубовен рулет. Si sama, frlaš senka na sve što stoji pred tebe. Od zaborav ostavi sve što bilo odavna. Igram duriso vreme to da
доќа се ова игра почна токму сега. Коцката е веќе долу фурмуена. Љубовен рулет, или губиш, или добиваш. Да доќа се нема назад, оди ме. Коцкам со се и секого. Една карта или ништо, или се. Но заборав оставив се што било одамна. Играм игра, дури и со времето. Да доќа се ова игра почна токму сега. Коцката е веќе долу фурмуена. Љубовен рулет, или губиш, или добиваш. Да доќа се нема назад, оди ме. Дечки, здраво, добре дојдовте во Хитмейкер. Брука, така? Хитмейкер, тоа е тоа. Брука. Брука, од каде Брука? Беше Пука, бенд Брука, пошто основата е Пука козметика и после испадна Пука, остана бенд Брука. Маска. Остана Еве, бенд бак. Брука и после отиде и бенд Укурец и остана Брука. Тоа е тоа. Епа, Пука козметика, Брука. Едно име, еден артист е претесен простор за вашиот израз. Колку сте вие различни во различните хип-хоп колективи кои што сте под ваша палка? Под наша палка. Да. Нема под палка. Под наша Палката ја испуштивме таму, отиде све на комерцијал. Значи сме правеле у секакви состави кроз животов, ама многу дубинско ти е прашање, колку време трае емисија? Може, има време, колку што сакате. Да. Да. Па така сега за да раскажуваме за рап, а сме доени со реге проектот не е фер. Епа, кажете нешто, дефинитивно. Се што ви лежи на душа. Еден исто од иницијатори да се направи бендов сега. Ќе ви кажам како Ајде. стане, која година беше ти емитирано. Мислам дека е Далечно. ја дали памтам точно. 2013 така. Или може 12-та крај таму. Ја и онда почна мене што да джемаме. Толку. Мислам ние сме први двајца, па така. Еден по еден, после Даре, па четворица. Сега колку сте? 2, 4? Моментално активно 6. Меѓутоа зависи од колку Да. колку имам простор и можност. Имаме со цел дувачки оркестар ствари, што сега не ги пушта DJ Uzi, најновото надополнување на составот и така. А колку не сега да не кажам, но тоа е крпежи. Не, нема сите работи нема и земја палат услови. луѓе. Нема и Дефинитивно услови. секогаш, затоа тоа ќе прашам. Како толку луѓе се собирате на едно место и успевате да правите проби и да настапувате? Колку често настапувате? Тоа е лесно. Не се. Не се, тука е заебанцијата. Не, реално ние си го викаме терапија. Кога сме можност, еднаш два пати неделно, гледаме да се видиме и дали ќе биде проба или ќе биде само видување, без разлика. Ние сме еден несериозен бенд и немаме ограничувања во стилот дека мораме сега да го направиме, Притисоци утре за нема. утре. Не, па првиот албум го тегнавме кај Локум едно 4-5 години. 5 години, вториот го тегнеме едно 5 години, така да ако ни се даде ќе отидеме, да. Уживаме во тоа што го правиме во секој случај. Најбитното нешто. А како настануваат песните? Како е процесот? Еве Јолке каже нешто. Што како? Он е продуцент. Како ги правите песните? Песна настанува така, доат близнаците со пеање, така ли, почнат да си пеат. И Ацо мора да слушне што пеат, ствари. За да фати. И да најде дека се тоа пее. Од кога дознае дека се пее, тука сам ја да става малку реги у него. Андре влезе малку бас. Колку лесно звучи. Не, Браво. да.
Лесно звучи, ама не. Имаме лесно, зашто мене лесно ми е. Ете. Излезе раперот. Иначе се исклучок на Ацо, сите другите се рапери јавно Будужа. и не, да, и металци, ама кој сака и рап и го знае, го поштува. Иначе за процесот за песните, тоа што имаме многу теми, меѓутоа имаме само еден албум од 33 минути. Реално и уште неколку синглови, имаме едно EP, Црна овца и Зелено како сингл ќе ја броим или како? Без разлика. И имаме еве оваа што ќе ја слушнат гледачите на Hitmaker, ние поодамна средена снимане кај Ивица Енкуловски Штраф, поздрав за него. И таму е сниман и првиот албум. Меѓутоа ете така како што ти кажав, ги пуштаме работите да идат така без некој напор. Најверојатно дека и реално не ни е професија. Ни е уживање, љубов и си уживаме и така се надевам дека кога ќе го пуштиме ќе уживаат и тие што им се свиѓа ова. Љуте, вториот албум е многу коншенс, многу такви општествени теми. Да, па тоа ќе прашувам. Запием некој од тие новите. Запиеме. Имаме една за тука спот ќе правиме кај го најдовте место Бабел. Ова било Бабилон на времето. И тука да ви представам, ова била кулата на Бабилон. Ама у моментов е студиото на Hitmaker. И имаме една песна се вика да го струшам Бабилон, да го вратам назад во Адот, да го струшам Бабилон, да го врати на земјата рају. Таа е таа енергија, луѓе. Следува Коко. Фала ви, дечки. Лете таму, лете. Сега у најубавото ли нема снимаме се, у златниот сад. Лево, сега трета песна. Ја лизна на луш под банана. Мајмун гледа, мајмун прави нели така. И јас како Коко сака. Сумнати е пал мајмунски стаж. Се спремам и стегам багаж. До Амстердам живот да видам. На државен трошок да бидам. System make a monkey out of me. System make a monkey out of you. System make a monkey out of me. System make a monkey out of you. Out of me. 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 Out of you. 21 век
Здраво дечки, јас сум Гора Скенија, ве гледате Сцена Inbox. Денеска сме во Public Room на Стефанија Джез на концерт. Како си поминавме, па и не можам искрено да најдам зборови да го опишам ова искуство. Знам дека ќе уживате и ова е уште еден доказ дека музиката вистина има магични действија. Ја и благодарам на Стефани и на целиот состав што ни го возможи ова волшебно и прекрасно искуство. А колку интересно кога го барав кадров и се свртех позади, ја видов Анастасија од нашата емисија, така да ја поздравувам ја Анастасија што некаде е таму замислена, а може би после овој прилог ќе ја видите неиза. Стефани Джез official. Стефани Джез, ја може да кажам само Jesus Christ. Не се спомнува така тоа име. Ако љубовта имаше форма, тогаш и беше телотворено, тоа дефинитивно се случи вечер. Јас само се заблагодарам за оваа прекрасна манифестација на љубов која што беше манифестирана во физички и музички концерт. И го слушавме, го гледавме, го светочевме. Јас се чувствувам привилегирана што бев денеска овде. Хвала ти за фидбекот, многу ми значи, зашто кога шириш љубов, шириш и нема ништо. Многу е чудно, периодот многу е чуден тука во Македонија. Значи, даваш љубов, даваш, ама како да удираш во некој зид постојано. И некако многу сум среќна да тој зид почнува да се разрушува и со овој фидбек веќе сваќам дека тоа е тоа, знаеш? Ако твојата музика имаше вкус, каков вкус би? Вкус манго, смутен манго. Јас, мене лично музиката ми има помогнато во многу тешки периоди да излезам од мракот и да биде како некоја светлинка и како водилка, меѓутоа исто сум ја слушал и во радосни моменти. Што за тебе представува музиката? Бидејќи твоите песни се многу оптимистични, иако понекогаш обработуваш и тешки теми, меѓутоа тие тешки теми ти сепак наоѓаш светлина и да се... Тоа знаеш зашто е така, затоа што сега достигнав до тој левел да излезам од длабокото, од кај што беше тешкото и сега можам да си пеам хеви. Знаеш, после дождот доаѓа сонце. Али кога беше дождот, што ми се случи, затоа сум тетовирана цела, разбираш, затоа што врвев низ многу, не знам, доста тешки ситуации, вака животни сум поминала. И некако сватив дека порано бев многу посериозна, така растев, мало сериозно, пацето стегнато и
А душата ми беше секогаш радосна. И сватив дека треба да ја манифестирам душата. И почнав и да се смејам и да ја ширам таа позитивна енергија, затоа што сакам да бидеме среќни. Така чувствувам дека сме родени да бидеме среќни, да живееме среќни. Ти на известен начин... Извини, и тоа, тие сите ситуации со љубов да ги прифаќаме. Дадени ни се, да, имаме еден куп искушенија, нема крај. Нема да речеме сега готово, животот е среќен и се е хепи. Не, секогаш ќе има нешто. Ама како гледаме е цела поента. Значи, Стефи само што кажа прекрасна поента дека животот не секогаш е премногу љубов по наводници, меѓутоа музиката на некој начин е потсетник дека може ние да се воздигнеме до нешто повисоко. Музиката не е само ние да танцуваме или да имаме забава, туку музиката понекогаш делува на терапевтски начин, може да кажем. Ти веќе ќе дојдеш и на мојата магистерска теза. Во самото збор на магистерска ја го викам магистерска. Баш, да таму е. Да, па тоа е цела поента и некако и тоа и го формулирав баш во таква теза, дека музиката и танцот се терапија и дека тоа е и иднината, кога ќе сватиме тој момент, тој клик да ни се деси, да ја користиме музиката за таа цел, многу полесно ќе примаме се, многу полесно ќе врвиме низ тешки ситуации. Значи, вие гледате двајца индивидуалци во емисијата Хитмейкер. Останете прекрасни, останете блескави, не заборавајте дека љубовта не само метафорички, туку и на вистина може да го спаси светот, денот и се во него. Не сакаме сите.
predočam nepravda. Klinč so sebe, ako popuštam, sekoj den pohrabra. Pred mene nasmevki i pozdravi. Sad mene makni pogledi i šepoti. Prva od kraja, posledna od startne, milosrden grad. Prva od kraja, posledna od starta, ko nemam svoj gard. Prezdrav, no bez razum, realnost da teži, ne spedalja socijalni mreži. Дечки, ова беше се за оваа емисија и се гледаме наредната. А вие уживајте, бидејќи е лето!